Кажи ми, тато, Гоце Неделчев кој? Зошто име на училиштето мое? Најголем јунак чеда бил тој, животот го дал за народот свој. Во лута борба против турченци бил, но итро со душманот и кафе пил. Слободата на Македонија ја сакал ете, тоа бил Гоце, мило мое дете. Најсилен аплауз уште еден охрабрувачки за нашите први уметници и рецитатори. Така, а ова само е најава, се разбира преку рециталот, да ви покажеме и докажеме дека денес се ќе биде во духот на Гоце Делчев, нашиот голем македонски револуционер. И токму поради тоа имаме прекрасни гости, а тоа се децата од основното училиште Гоце Делчев од Скопје. Добре ни дојдовте. Аплауз. И на ова тмурно и врнежливо време ние ви ветуваме одлична забава, затоа не го менувајте каналот, останете до крајот со нас, бидејќи го заслужуваме вашето внимание. А заслужувате и да бидете информирани дека вашето внимание можете да ни го покажете на добро познатиот телефонски број, кој што во моментот ќе биде испешен, а меѓу другото Спасија ќе ве посети што се треба да направите доколку случајно го пропуштите ова издание, но чекате реприза на? Така е, реприза немаме, знаете многу добро, постојано напишувате на Facebook страната Голем одмор на кирилица и еве, ние дојдовме до едно интересно решение, значи сите емисии од 2015-та, вклучувајќи ова денешна и сите понатаму, можете да ги гледате на нашиот сајт mrt.com.mk бесконечно многу пати, колку што сакате. А сега може само да погледнете што не смеете да пропуштите на програмата на македонската телевизија. Си живееле во некое село дедо Петко и баба Пена. Си сакале тие вкусно да се најадат, на зима на топло да си поспијат, а на лето под сенка да си дремнат. Само едно нешто не сакале – да работат. Еден ден им се случило нешто страшно. Луѓе, да не чекаме ние до прв. Ајде да се качиме горе да видиме што е со бабата и со дедото. Леле, кој знае што ќе најдеме? Погледнете ја народната приказна Дедо Петко и баба Пена и ке се уверите колку се опасни мрзливоста и тврдоглавоста. Ова е нивниот мал и шарен свет, а во него тие се малите куклички кои ги остваруваат нивните забавни авантури. Драги дечиња, ке ги запознаете малите и сладки лалалупси во новата цртана серија. Лалалупси. Чудни се некогаш нашите патишта. Ке тргнеш по еден пат, ке продолжиш по друг. Знаеш кај е име? Не знам, Петре. Зошто чорбаджијата и неговиот измеќар не се враќаат в село? Не се рекло бадијала. Барал преку леп погача. Барал преку леп погача? А што добил? Ке дознаете во приказната В село не се враќам. Недела, 17 часот и 45 минути. Ние сме на вистинските позиции, каде што е време за капитените да го представат училиштето. Се разбира, јас сум во друштво на Јана. Меѓу другото, Јана, како си да прашаме во овој врнежлив ден? Одлично, како сте вие? Ние сме одлично, заедно со вас се разбира. Ве подсетуваме, денешни гости ни се учениците од основното училиште Гоце Делчев, Скопје, општина Центар. Спасија, во чие друштво си? Јас сум во друштво на Марија и Мила. Тарарарам! Еве ги!
ви дадеме Ево, предност. продолжение се разбира, стартуваме директно со Јана. Јана ќе биде задолжена да ги подсетиме гледачите за тоа какви сте како училиште, што работите, на какви активности, проекти, ја верувам дека има многу. Значи, сонувај, верувај и учи е мотото на нашето основно општинско училиште Гоце Делчев, кое е лоцирано во центарот на Скопје. Сместено е во мала, убава зграда со училишен двор, со спортска сала, игралиште за фудбал, кошарка и многу други спортски активности. Низ училишните клупи се образувале многу генерации на надарени ученици кои постигнувале врвни резултати на сите полиња и се наша гордост и пример како да се биде најдобар. Иако објектот е мал, во него и сега учат едни од најталентираните млади мозочиња, меѓу кои еден ден ќе има врвни уметници, музичари, информатичари, спортисти, јазичари и многу други професионалци. Во нашето училиште учењето е забава. Активно се вклучуваме во работата на сите секции. Реализираме најразлични активности во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието со нашите пријатели од основно училиште Тефејус од општина Чаир. Работиме разни проекти во групи, си помагаме едни на други, а застапена е и пријателска комуникација помеѓу наставниците и учениците, која е главната цел на модерното образование и мисија на нашето училиште. Училишната заедница е многу активна во реализирањето на активности со дебати, работилници со кои се обработуваат теми за спречување и превенција од насилство и агресија во училиштата. Соработки реализирани со училиштето Центар и приватната гимназија Алгоритам. Училиштето континуирано ги следи светските развојни трендови и тенденции во областа на образованието и применува најсовремени техники, методи и средства, како и најсовремена технологија при реализирање на наставата. Денеска со нашето учество во оваа прекрасна емисија Голем одмор продолжуваме да ги одбележуваме Гоцевите денови, кои започнуваат на 4 февруари. Тоа е денот на раѓањето на нашиот патрон Гоце Делчев. И традиционално секоја година со најразлични активности ние ги одбележуваме во нашето училиште се до крајот на учебната година. Оваа година Гоцевите денови започнавме да ги одбележуваме со лентата на мирот, која учениците ја подаваа од рака на рака заедно со нашиот голем пријател на училиштето, хуманистот и уметник Живко Поповски Цветин. Исто така голема благодарност до одговорниот наставник за односи со јавност и промоција на нашето училиште, Маја Георгиевска, со поддршка на директорот Наде Молеровик, која возможуваат сите настани во училиштето да бидат промовирани. Браво! Добро, сега ќе проговориме со Марија и со Мила. Неодамна се случи интересна изложба. Ајде, Марија, знам дека ти ги имаш деталите, повели. Така, значи во месец ноември во нашето училиште беше распишан награден ликовен конкурс. Целта со која е организиран овој конкурс е промовирање на креативноста, уметничкото себеизразување и развивање на хуманитарните вредности кај нас учениците, но истовремено да се потикнат и нашите родители да творат заедно со нас. Учениците твореа на 5 предложени теми. Ако имаш љубовта во себе, светот е твој. Подадената рака на друг е взаемна среќа. Ако веруваш во себе си, посилен си од другите. Убавините во светот им припаѓаат на човештвото, а убавината на татковината е само твоја. И петата тема растам во мојот град. Овој конкурс проводи интерес кај учениците од сите оделенија и тие успешно изработија и врамија околу 90 ликовни творби во повеќе техники. Завршната манифестација од овој ликовен конкурс беше изложба исполната со музика и дружење на учениците, наставниците и родителите во физкултурната сала. Сега овие творби ги красат зидовите од ходниците на нашето училиште, а дел од нив ќе бидат подарени во хуманитарни цели. Оваа реализирана активност во нашето училиште беше објавена во списанието Другарче. Браво, Марија! А деталите, што се случуваше на новогодишниот концерт, повели Мила? Во бројните активности од изминатата година, кои се организираа во моето училиште, посебен белег остави новогодишниот концерт во кој учествував и јас. Концертот се одржа на 25 декември 2014 година, на кој училишниот хор, оркестарот од орфови инструменти и вокална група Доминанти подготви и исполнија неколку новогодишни и божикни композиции под раководство на наставничката по музичко образование Елизабета Глишик. Концертот ни приреди прекрасни мигови на убаво расположение, другарување и забава. Овој концерт традиционално се одржува секоја година во нашето училиште, а оваа година наши гости беа група инструменталисти на мандолинскиот оркестар Скопје под раководство на диригентот Рамадан Шукри. Браво! И јас овдека ќе придам на Матеја и Теодора. Тие ќе сликаат што? Веќе почнавте со сликањето? Да. Добро. Срцаме што?
Го цртаме Гоце Делчев. Портретот на Гоце Делчев. Бидејќи подсетување, ова се учениците од основното училиште Гоце Делчев, општина Центар. Тарарарам! Ние изостануваме во оваа наша денешна емисија, се разбира нашата креативна работилница. Може да мафнете да ги поздравите гледачите. Овдека во нашата работилница, слободно поздрав еден за гледачите, во нашата работилница се прават најразлични еко куки. Да ве прашам, што е според вас дете? Тој кој што нема грижи, едноставно... Убаво звучи, да. Едноставно да игра, да се дружи со пријателите. Така, да има свој права, но и обврски, а во продолжение, драги мои, ќе погледнете што е дете. Велатова птица ни долета директно од детскиот фестивал Златно Славиче. Мила, како си? Супер. Што има ново кај Златните Славичиња? Па, ново... Зашто се подготвувате?
Па сега ќе бидат аудициите и ќе доаѓаат нови членови, нови словејчиња. Нови другарчиња и нови познанства. Да. Ти благодарам многу, Мила, може да се вратиш на твоето место, а Тина? А јас само ќе кажам дека сум во друштво за еден интересен надпревар. Надпревар помеѓу Никола, Ивона и Надица и помеѓу кој друг? Марија и Ана. Така е. За самиот почеток ќе му дадеме предност на Никола. Никола, како си? Добро, трема немаме? Не. Кој деление сме? Ти најмал си ми во група, вас испрашувам. Прва, ај сега ќе видите колку знае Никола. Одиме со првото прашање за него. Гоце Делчев. Ти ја виде сликата и се кажа, тоа е логично, но како и да, јас сум должна да го исчитам ова. Тој е македонски револуционер, национален херој, идеолог, апостол на револуционерната Македонија, тој е организатор и водач на македонското револуционерно движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Неговото име е Никола. Кој е името негово? Никола Крстев. Ти си Никола Крстев. Најдобре. На почеток Гоце Делчев, сега е Никола Крстев. Така е. Добро, продолжуваме понатаму да видиме што ќе направите вие. Се сакам громогласен аплауз за Никола, затоа што на вистина вреди. Браво, Никола. Ајде, Марија, кој деление си? 8. Како е на училиште? Супер. Ајде, едно супер прашање да побареме и ние сега. Еве имаме и фотографија, прашањето гласи: каде и кога е роден Ѓорги Николов Делчев? Тој е роден на 4 февруари во село Кукуш. Браво! Во продолжение со Ивона, како си ти? Супер. Добро, ајде да видиме какво прашање. Ќе го одговориш на тоа слика или? Не, јас ќе прочитам секако да те предизвикам. Тоа е должност да кажеш кој било основното занимање на Гоце Делчев. Основното занимање на Гоце Делчев било учител. Така е. Јас имам уште една Марија. Да видиме, Марија, како ќе се снајде на второто прашање. Како си, добра? Добро. Браво. Ајде, прашање за тебе. Имаме исто повторение фотографија, гласи вака: животот на големиот револуционер згасна во крвава борба на 4 мај 1903 година во селото Банеца. Така е, Марија! И за крај, рамтата на Надица. Надица, ти добра? Супер. Одлично. Одиме во продолжение со последниот предизвик за мојата екипа. Неговата најпозната мисла е: јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Така е, Надица, браво. Браво! Надпревара, кога сме кај надпреварот, нашиот надпревар е во тек. Последното прашање, Ана. Сега овој квиз од тебе зависи. Ако погрешиш, тие ќе бидат во водство, а ако погодиш, тогаш ќе биде изедначен резултатот. Подготвена? Да. Ајде да видиме. Гласи вака: ликот и делото на Гоце Делчев е опеано во многу дела. Ајде да изрецитираш една песна. Наш Гоце. Гоце. Име на знамињата наши со злато извезено. Гоце. Срце во срцата наши најдлабоко влезено. Браво, Ана, браво! Сега, дали сте вие сите овдека подготвени во студио? Да. Да ве однесеме и пренесеме. И пренесеме и тоа на сцената на театарот за деца и младенци. И знаеш ли која е представа? Да. Алиса во семјата на чудата. Да. Ајде да погледнеме. Написе зајко од винцево, пи до последната капка. Ако мене надпиеш, јас ке ти синувам шапка. Винцеле, винце, румено, румено нека се точи. Убаво ми е, убаво, румено гледам пред очи.
пред очи. Нема место! Браво! И сега браво за преубавите снегулки. Ни донесовте снег во студија, иако надвор врне дожд. Не знам дали споменав, драги мои, дека од Основното училиште Гоце Делчев општина Центар доаѓаат на вистина многу таленти. Андреј и Бела се едни од нив. Ке почнеме прво со Андреј. Андреј е многу добар скијач, имаме и фотографии, ке ги побараме и фотографиите. Андреј, ти ке ни кажеш колку години скијаш? Ама тоа на микрофон. Еве вака. Јас имам више 5 години, а тренирам во клуб од 3 години. Цели 3 години. За овие 3 години што имаш освоено до сега? Имам околу 20 медали. 20 цели медали, но имаш и фотографии. Каде си имаш до сега надпреварувано? Ајде да споменеме што е ова што го гледаме на фотографиите. Ова е оглед, тука правиме оглед, пред секоја трка се прави оглед. Добро. Тука последните подготовки пред старт. Тука стартуваме. Вака изгледа, значи, да. Да. Тука стартуваме. Добро. Потоа? Тука сум сликан како ја земав првата медаља на попова шапка. Браво! Првата медала. А овие трофеи каде ги имаш освоено, да кажеме? И двата трофеи ги имам освоено на Копаоник. Така. И како е да се скија? Ке продолжиш да бидеш успешен скијач? Да. Успеа ова зима некаде да отидеш да скијаш, но да се одмориш, не така да се подготвуваш како за надпревар. Цело време се подготвував. Цело време се подготвуваш. Еве ги гледам овие медали. Што е она што те очекува во иднина? Зашто се подготвуваш за некој следна надпревар? Ајде да го најавиме. Се подготвувам за надпреварот во Мавзово. Ги поканувам сите деца од 5 до 15 години да дојдат во Маврово, во сабота, утре. Во сабота утре ве чекаме, другарчиња, да навиваме за Андреј. Ти посакувам многу среќа и се надевам дека ќе се вратиш со златен медал. Може? Да. Браво, Андре. Сега ќе се префрлиме на Бела. Ова сладка мала Бела е одлична пливачка. Бела, од колку години почна ти да се занимаваш со пливање, да тренираш пливање?
Од 4 години. Цели 4 години, а сега имаш 8 години. Да. Имаш освоено многу медали, награди и признание, но имаме фотографии и доказ за тоа. Не успеавме да ги донесеме во студио, но еве, ајде да ги искоментираме овие. Што е ова што го гледаат во моментот гледачите? Во моментов ова што го гледаат гледачите, јако освоив прва пливачка медалја. Прва пливачка медалја за Бела, браво! Сега, кажи ми, за кој надпревар се подготвуваш во иднина? Се подготвуваш за нешто што те очекува? Не, се уште. А како реши сега ти пливање, еве, например, не со некој друг спорт? Пливањето со што те освои? Пливањето ме освои, бидејќи мама викаше секојаш дека многу се важни спортовите и ја одлучив за пливање. Браво! Сега, Бела, морам да те подиспрашам уште нешто. Знаеш дека сите деца на овој свет имаат свој права? Да. Ке споменеме некој детско право? Може. Ајде, повели, Бела. Децата имаат право на игра, децата имаат право на лекарска нега, децата имаат право на топол дом и уште многу детски права во продолжение, драги мои. Браво за Андри и Бела!
чоколадо за лоши инекција. Ајде да им се представиме на гледачите како се викаш и каде отпеа оваа песничка. Јас се викам Анила Мамут. И каде отпеа оваа песничка, доктор? На Супер звезда. Што сакаш да бидеш кога ќе пореснеш? Докторка. Браво! Повели братици се на свое место. И сега сум во друштво на Бисера, Милена, Надица и Делфина. Ово училиште активно постои и клубот на УНЕСКО. За сите активности оставам тие да ве водат во приказната. Повели. Клубот на УНЕСКО, ЖЈПКС, односно Живите јазици прозорец кон светот, во нашето училиште ги поврзува секциите. Секцијата по англиски јазик за соработката со клубот на УНЕСКО формираше подсекција Тоше Проески, која е една од најактивните во училиштето. Ангелина, Бисера, Милена и ученици од 7 Б се во председателството на овој клуб. Заедно ги координираме активностите со членовите на секцијата, со господја Ѓурѓевка, со директорот Нада Молеровик и со наставникот по англиски јазик. Ги координираме активностите и ги финализираме со отворени часови. Браво! Потоа нешто што е интересно што се случува во овој клуб, што е? Значи, во клубот УНЕСКО ние покануваме гости. Најмногу, значи, гостите ги поканува господја Ѓурѓевка. Господинот Фуери ни беше почестен гостин, исто така и Тоше Проевски. Ние имаме многу проекти направено со нив и задоволни сме од тоа. Децата се уште ги раскажуваат. Браво, тоа ме радува. Потоа? Во месец декември, во претходното полугодие, ги представивме градовите Рига и Умеа. И портретите на градовите се пропратени со видео и PowerPoint презентации. Така, видовме фотографии во позадина. Уште нешто да додадам или тоа е се? Тоа е се. Аплауз за девојките. А сега ја барам Тина. Тарарараран. Сега се мора, еве малку ќе те поканам. Сакаш ли да видиш сега една многу интересна реакција? Александар? Да. Колку е исплашен да не го испрашуваме, но како и да ќе го најавиме, Александар се разбира во друштво на Јана и Бисера, а се разбира во овој дел од оваа креативна работилница се 2 Мари и 1 Алек. На самиот почеток, еве Марија, можеш ли да ни откриеш на што се работите во оваа креативна работилница? Ова е уствари реупотреба на отпад од пластични шишиња и од тетрапак шишиња. Правиме кукички за птици, кои подоцна ќе ги полниме со храна за птици и ќе ги ставаме во градскиот парк. Така, ние уште сега веднаш ќе побараме да биде испишан телефонскиот број. Се разбира, должни сте да ни се јавите и да дадете некаков коментар за сево она што го видовме денес. Тоа значи, Марија, дека ние воопшто не треба нели шишињата, разните харти, кути, да ги третираме како отпад, туку можеме да ги претвориме во нешто убаво. Да, всушност секојаш може да се искористи. Дали овие кукички наоѓаат некаде примена? Во моментот ќе ги направите и дали еве ги користите? Па да, ние ќе ги полниме со храна и ќе ги ставаме во паркот. А допрва, значи не се ставени ниту една досега, не испробана, добро? Дали може би дома еве имаш кукичка за птици? Имам една на мојот балкон. Така, и какви птици имаме во неа? Има веќе гости? Има врапчиња. Врапчиња, па тоа е тоа. Се разбира, очекуваме да ни се јави и првиот гледач за денес. Дали ве Спасија можеш да видиш дали се испиша телефонскиот број? Еве вака ќе се потргнам, ќе ја замолиме режијата, еве го телефонскиот број го гледате на големите и мали екрани. 519, да видам јас од тука 859, тоа е бројот кој што треба да го завртите. Меѓу другото, ќе ја потпрашаме повторно Јана. Јана, на што работеше ти? Што изработи? Каква кукичка? Вака јас изработив повеќе кукички. Бев прилично креативна со нив, ги направив необични. Ете таа црвена со точки, со домофон имаме една кукичка. Дайте да видиме таа со домофон. Подадете? Дали тоа значи дека Не, ова не е. Не е таа која е со домофон? Точки рече. Ова е со домофонот. Со домофон. Дали значи дека тоа птица да ќе реагира на домофон, треба прво да звони за да ја пуштиш ти внатре? Да. Добро. Го имаме првиот гледач за денес и да заедно добар ден. Добар ден. Добар ден. Ние не бараме домофон, бараме само да ни се представите. Кој ни се јавува? Се јавува вчерашниот капитен на подобрата екипа, се разбира. На телефон е Ева Стојанова. Ева, како си Ева? Браво, бакнеш и за Ева.
Ева, дали тоа значи дека сега повторно ќе бидеш за белата екипа? Па, сметам дека и двете екипи се подеднакво добри. И јас така Браво, сметам. браво. Ева, кажи ми дали вие изработувате на училиште еко кукички? Да, изработуваме. Така, имаш ли ти во својот дом веќе некоја еко кукичка? Па да, по предметот техничко образование изработуваме. Изработуваме. Што ќе им порачаш на учениците од основното училиште Гоце Делчев? Да бидат секогаш најдобри, најуспешни. Најуспешни, истото ти го посакуваме и тебе. А се разбира, во продолжение ве препуштам на се оно што можете да го погледнете на програмата на Македонската телевизија. Децата обожуваат да цртаат со мрсни бои, но тие се лесно кршливи, а доколку се држат долго во раката, се растопуваат. Касиди Голдстейн го имала овој проблем на 11 години, додека ја цртала својата домашна задача. Барајки начин како да ги користи скршените мрсни боички, крај себе случајно забележала пластични епровети за чување свежо цвеќе. За да си го олесни цртањето, во епроветата ги вметнувала искршените боички, а тоа и овозможило да црта непречено, без разлика на нивната големина. Со помош на семејството и учителот, во 2002 година, Касиди добила патент за својот пронајдок, а веќе следната година подпишала договор за лиценца, според кој добива 5% од вкупната продажба. За својот пронајдок освоила голем број награди и признанија, а заедно со својот татко ја основале компанијата Од децата за децата, чија цел е да ја потикне детската иновативност и да помогне во реализацијата на нивните пронајдоци. Секогаш постои подобар начин. Пронајди го. Кога ќе ми текне на моето семено стебло. Од страна на едниот дедо биле 5 деца. Од страна на другиот 9. Тоа биле големи семејства. Секој на секого помагал, секој по нешто работел. Сите се држеле заедно. Денес е редот на нас. Да ги одгледаме и воспитаме нашите деца со вредностите на нашите баби и дедовци. И ние треба да бидеме такви.
Браво! А во продолжение се разбира ранта на Данија, повторно сум во друштво на Бисера и ако малку ви откривме за тоа што работат во креативната работилница и ве подсетивме дека најразлични шишиња се разбира кутивчиња, картони, хартивчиња може да се престорат во кукички за птици, сите овие идеи произлегуваат токму од училишниот еко-клуб. Дали играурците се сместија на своите позиции? Одлично, Бисера, дали сме подготвени да ни откриеш сушност како работи вашиот еко-клуб. Што е тоа еко-клуб? Епа вака, во нашето училиште имаме еколошки клуб, млади истражувачи, еколози, кој го води наставничката по биологија Маја Саридис и во него членуваат 20 ученици. Еко-клубот активно работи во текот на целата година. Имаме повеќе активности, како например акции за чистење на соседството, едукација, драматизација на ниво на училиште за рационално користење на водата и електричната енергија, преку која ги едуцираме помалите ученици од 1 до 5 одделение за рационално користење на водата и електричната енергија. Во текот на годината се организираат активности за користење на алтернативни превозни средства со кои се намалува загадувањето на воздухот. Така, во меѓувреме гледаме фотографии како работите во училиштето, како еко-клуб. Да. Се организираат работилници, изработки на постери за заштита на биодиверзитетот, заштита на животните средини и глобалното затоплување. Активно сме вклучени во собирање и селектирање на отпад од пластика, хартија и батерии. Во тек е изработка на мурал на зидот во училиштето со еколошки пораки за подигнување на еколошката свест на учениците. Ги одбележуваме позначајните датуми поврзани со екологијата, како што се денот на дрвото и денот на планетата Земја. Имате и многу соработки. Една од најзначајните соработки со кого ви? Така, имаме соработка со Македонското еколошко друштво МЕД, со кој имаме интерактивни предавања за заштита на биодиверзитетот во Република Македонија. Секоја година во април месец се одржува еко-хепенинг, знаеме, креираме и рециклираме, во кој земаат учество сите ученици и на кои се надпреваруваме во квиз на знаење и изработка на креации од отпад, пластика, хартија, алуминиум. Ама сега ова што следува, јас имам информација дека вие не мирувате ниту во текот на летниот распуст. Дали е тоа точно? Така, активни сме за време на летниот распуст. Организираме истражувачка екскурзија во Дојран, каде на терен се истражува езерскиот екосистем. Па задоволство е да се биде во овој екоклуб. Се разбира, ќе попрашаме Бисера дали редовно следи програмата на Македонската телевизија. Се разбира, кога не сум на училиште, само мотам пуштам. Гледате, а ние ви пуштаме што не смеете да пропустите. Чудни се некогаш нашите патишта. Ке тргнеш по еден пат, ке продолжиш по друг. Знаеш кај е име? Не знам, Петре. Зошто чорбаджијата и неговиот измеќар не се враќаат в село? Не се рекло бадијала. Барал преку леп погача. Барал преку леп погача. А што добил, ке дознаете во приказната В село не се враќам. Недела, 17 часот и 45 минути. Ова е нивниот мал и шарен свет, а во него тие се малите куклички кои ги остваруваат нивните забавни авантури. Љубов и магија не инспирира нас, светки ни селектира, дојди и ти со нас уживај. Драги дејчиња, ке ги запознаете малите и сладки лалалупси во новата цртана серија. Лалалупси. Си живееле во некое село дедо Петко и баба Пена. Си сакале тие вкусно да се најадат, на зима на топло да си поспијат, а на лето под сенка да си дремнат. Само едно нешто не сакале – да работат. Еден ден им се случило нешто страшно. Луѓе, да не чекаме ние до прв. Ајде да се качиме горе да видиме што е со бабата и со дедото. Леле, кој знае што ќе најдеме? Погледнете ја народната приказна Дедо Петко и баба Пена и ке се уверите колку се опасни мрзливоста и тврдоглавоста.
за мојата сестра не е досадно. Иде и за игра, та има милион. Но една е сепак најомилена, место волшебно бираме и на пат тргнуваме. Светски патници, за нас нема граници, светот јас и ти, и земјите чудесни. За светски патници нема место скриени, светот јас и ти, и тајните бескрајни. Прекрасни места на светот постојат, за авантури нас не чекаат. Да патуваш можеш, дури во мислите, само замисли сказна и за час се стигнува. Светски патници, за нас нема граници, светот јас и ти, и земјите чудесни. За светски патници нема место скриени, светот јас и ти, и тајните бескрајни. Париз, Бомбај, Пекинг, Њујорк, Џакарта, Токио, Лондон и Амстердам. За светски патници нема место скриени, светот јас и ти, и тајните бескрајни. Браво! За Ана и Ива, две сестрички, може да се свртите вака и да кажеме каде ја испеавте оваа песничка. Супер звезда. Како е да се настапува пред публика, да ми кажеш? Убаво? Да? А ке кажеме како се викаше песничката? Светски патници. Ја слушаш ли ти твојата дада? Многу е убаво да си има сестра, браво, аплаус, оние што имаат сестра, знаат дека никогаш не е досадно и постојано си патуваат со сестрите. Така ли е, Тино? Сега е на крај време да покажеме кој што нацрта. Да, односно Матеја и Теодора. Споменавме на почетокот дека слика портрет на Гоце Делчев, е сега да се уверите дека беа вредни на слика. Така? Ајде да најсилен аплаус за портретите. И сега некаде кон самиот крај, драга моја. Што ќе ги почистиме гледачите, да им кажеме? Епа, ќе ги почистиме со телефонско вклучување. Ајде, кажи го бројот. Морам да го видам бројот. 500-119, мислам. Па, ајде да видиме. Дали добро сум запомнила режија телефонскиот број? Така е, гледај, помнам, добро е. 500-119-859 е телефонскиот број кој што треба да го завртите. Ви даваме и уште една шанса, се разбира, пред крајот на ова денешно издание, за да си размениме искуства и да ни кажете всушност како се поминавте денес со нас. Добро, додека чекаме гледач, ти можеш да одиш во работилницата да ми представиш нешто? Што сакаш да ти представам? представам? Па таму некој кукички спомена, да видам какви се тие. Добро, еве јас ќе додам, Алека работи на една малку поинаква кукичка, гледам дека имат звезди, како звезди од небото. Што се направи за да, какви бои користите за да ги насликате овие шишиња? Темперни фломастери. Така, бојата немате проблем, не исчезнува брзо? Не. Добро. Како ја замисли ти својата кукичка? И оваа има домофон или е истата? Јас ја украсувам таа. Ја украсуваш, добро. Значи ова не е домофон тука што го гледаме? Не. Не, добро, добро. И дали имаме гледач? Немаме. Сега е време Спасија. Дали си во чие друштво сте? Еве, гледач, во друштво на гледач. Чеки да се гледа детето, не Ајде, Каја, тоа е нашата драга Каја.
Еве, ајде ги. Здраво, кој ни се јавува? Да речеме заедно добар ден. Ова е Тивко, нема да слушне гледачот. Добар ден! Тоа се бара. Здраво. Ивана. Ивана, од каде ни се јавува? Од Глуво. Од каде? Од? Од Глуво. Како е таму? Добро. Добро е. Врне дожд многу? Да. Да. Дали денес сме втора смена на училиште? Ве поздравувам многу сите. Не поздравуваш и ние тогаш тебе те Ајде да ја поздравуваме. поздравиме. И се разбира сите гледачи од Глуво. И за крај. За крај, семејста, значи ова што ги гледате, беа учениците од основното училиште Гоце Делчев, но ова се и членови воедно на примаданца. Така, и за крај, драги наши, јас и Спасија ви посакуваме пријатен викенд. Не заборавете да ги завршите вашите училишни обврски, да ги слушате мама и тато и се разбира повторно со нас во понеделник во 11 часот. Така, но пред да завршиме, Каја има нешто да каже. Што ќе кажеш ти? Ајде, Каја, да им кажеме на гледачите, што требаше? Ве поздравувам многу, да имате убав викенд. Браво, браво. Јас и ти ќе се кажеме. А ние да ја поздравиме Наде, најдобрата директорка во целиот свет, може. И се разбира, велиме довидување до следно видување. Благодарам многу Основно училиште Гоце Делчев, општина Центар Скопје. Esse samba foi gravado pra vocês pela grande orquestra Dance Live de Estúdio.